Халифот Харун ер-Рашид подготвил јадење, ја украсил својата сала за прием и го повикал Ебу Атахи и му рекол: опишини ги благодатите на дуњалокот во кои што се наоѓаме. Овој му одговорил во стихови: живеј како мислиш дека е добро во сенките на прекрасните дворци. Ер-Рашид му рекол: одлично, а потоа? И овој продолжил: ќе ти доаѓа се што ќе посакуваш, и наутро и навечер. Ер-Рашид му рекол: одлично, а потоа? Ебу Атахи одговорил: а кога душите до грклан ќе допрат и градите ќе почнат да се гушат, тогаш сигурно ќе знаеш дека не си бил освен во заблуда. Ер-Рашид заплакал. А еден од присутните му рекол на Ебу Атахи: владателот на правоверните те викна за да го развеселиш, а ти го растажи. Ер-Рашид рекол: пушти го, навистина не виде како слепи во незнаење, па не сакаше тоа да ни го сколеми поради него. Да, брате мои, смртта е доволен советник. Смртта е доволна да ги рани срцата, да ги расплаче очите, да одвои од џематот, да ги уништи страстите и да ги прекине желбите. Па ти, забеден со дуњалоков, ти, кој се вртиш од Аллах субханаху ва та'ала, ти, кој си немарен кон покорноста кон својот Господар, ти, кој секогаш кога некој те советувал, страста те наведувала да го одбиеш советот. Еј ти, преокупиран со страстите и измамен со долгите надежи. Дали си размислувал за овие мигови ако истраеш на тоа што си? Дали знаеш што ќе ти се случи при смртта? Сигурно сега во себе си мислиш: ке кажам ла илаха илlallah. Не, брате мој. Ако истраеш во својата пропаст, немарност и избегнување, се додека не ти дојде смртта, тогаш нема да можеш да го кажеш тоа, туку ќе посакаш да се вратиш. А Аллах субханаху ва та'ала во сура Ал-Му'минун ни вели: кога на некој од нив ќе му дојде смртта, тој ќе повика: Господару мој, врати ме да направам некакво добро во она што го оставив. Никогаш. Тоа се зборовите кои залудно ќе ги зборува, бидејќи тоа ќе го зборува кога ќе биде веќе доцна. Брате мој, дали знаеш кога ќе умреш и каде ќе умреш? Не. Се колнам во Аллах субханаху ва та'ала, ти сигурно не го знаеш тоа. Па зошто тогаш го одложуваш покајанието? Зошто го одложуваш враќањето? Покај се и врати се кај Аллах субханаху ва та'ала пред да биде доцна.